Добар ден и добро дојдовте во Зебре. Соединетите Американски држави имаат најголем број на предвидени вакцини за децата до 18 години. Во државите од Европската Унија, во половина од нив, основните вакцини се оставени по препорака од државата. Токму ова, значи одлуката родителите сами да одлучуваат дали и кога ќе ги вакцинираат своите деца, е се погласното барање и на многу македонски родители кои што се обединуваат преку различните интернет портали, сајтови и форуми. Медицинската фела пак не се согласува дека ова е најдоброто решение во моментов за Македонија и токму затоа оваа недела ја отвараме темата за задолжителните или препорачани вакцини. Како и досега на оваа тема, ќе има, претпоставуваме, многу различни, нијансирани или целосно спротивставени ставови. Можете да ги искажете користејќи го хаштагот ЗебраМК на Твитер, исто така и на Фејсбук и коментирајќи на нашата најава или сосема постирајќи нови постови на Фејсбук. Денеска со нас се доктор Татјана Баевска-Вучковиќ од Здравствен дом Скопје и специјалист педијатар и Анита Златкова, новинар од Теа Модерна и од интернет порталот Родители и деца. Анита, со тебе да почнеме од аспект на родителите, од аспект на пациентите и од вашата комуникација, бидејќи за оваа тема последниот период особено се крена интерес на социјалните мрежи, на интернет, по порталите, на форумите. Кажете ми, што сметате, зошто кај родителите или кај обичниот народ, ако така можем да се изразам, толку наједнаш се крена отпор или сомнеш кон вакцините? Па, пред се сметам дека причина за тоа што денеска луѓето, за разлика од порано, можат многу полесно да дојдат до голем број информации. Така да многу тоа од една страна има возможност, значи, да дознаат и за работи за кои што порано воопшто не се зборувало. Порано било задолжително, се оди на лекар, се вакцинира, тоа е за добро на детето и за доброто на детето и така натаму. Денеска со отворањето на интернетот, со зголемувањето на свеста кај луѓето, значи тие почнуваат да истражуваат и да дознаваат многу работи за кои што сметаат дека треба да се информира, меѓутоа тие информации им се ускратени. Дознаваат за составот на вакцините, дознаваат за последиците кои што може да ги има од вакцините. Впрочем, секој лек може да предизвика нека несакана реакција. Но она што многу ги плаши родителите е тој состав и тие нус појави кои што може да ги предизвикаат вакцините, а за кои што мислам дека најголем дел од родителите се револтирани затоа што не ги дознаваат на време и на лице место кога ќе одат за вакцинација на детето. Барем според она што го имам прочитано и истражено, меѓутоа не можам да зборам како стручно лице, нели? Доктор Вучковиќ, има ли основа, оправдан ли е овој отпор или сомнеш што може би и предходно постоел, меѓутоа сега има простор да се манифестира на социјални мрежи, на интернет, во коментари, текстови? Пред се сакам да изразам благодарност за поканата и гостувањето во вашата емисија. Навистина интересна тема и доста актуелна во овој период, да кажам, годиниве неколку изминати и сега посебно е некако кулминација 2013 има оваа тема. Значи, јас и како професионалец и како родител, значи секако пристапот мој, значи еден единствен. Она што е добро покажано и од минатото и во сегашност и што целиот свет се залага да ги унапреди работите кои што придонесуваат за квалитетен и колективен стабилен епидемиолошки статус, значи на цели едни колективи, на цели едни популации, апсолутно сметам дека треба само да работиме на унапредување, на разбивање на сите оние сомнежи, ние како нели професионалци, а од друга страна, значи ние сме демократско општество, секој има право нели да разговара, да комуницира, да излага да презентира свои ставови, значи апсолутно тука нема што да се разговара во тој дел. Меѓутоа аргументите и сето она што како професионалец, каде што моето искуство, изнаењето и практицирањето е базирано на медицина, базирана на докази, значи апсолутно сум на страната дека ќе повторам уште еднаш, она што од минатото е почнато, што покажало и дава и се уште резултати, апсолутно дека треба да продолжи, само да се унапредува, значи, и секако можеби повеќе тие некои информации да бидат достапни, повеќе да се разговара со родителите. Значи, апсолутно го разбира моментот, секој еден родител кога ќе отиде, секој има страф од непознато. Значи, тоа е нормална работа, затоа сме ние тука во улога на даватели на услуги. Значи, нашата задача на некој начин ни обврска е токму према тоа.
Во оној дел што можам да кажам, како што мојата соговорничка истакна дека некогаш не се добиваат секогаш информациите, нели, баш онака како што родителот очекува и бара. Значи во тој дел ние сега работиме на зајакнување на тие капацитети, значи на човечкиот ресурс, бидејќи и како педијатар, и како подпредседател на Сдружение на педијатри, значи апсолутно се залагаме во советувалиштата да имаме педијатри, значи не велам дека докторите на медицина се непрофесионални, да не бидам погрешно сватена, меѓутоа сепак според дефиницијата на Светска здравствена организација детето припаѓа на педијатар, значи апсолутно и можеби во некои години порано кога сме биле и ние деца, значи нашите родители кога оделе и бил тој однос поприсен со колегите, бидејќи биле константно на едно место, ние сега се соочуваме со дефицит на кадар, па тој кадар ротира, работи во една служба, во друга и некогаш можеби имало ситуации каде што родителот не ја добива соодветно информацијата, меѓутоа последниве неколку години навистина се залагаме да имаме зајакнување на тие ресурси кои што секако ќе придонесат да биде, значи, овие некои моменти кои што се јавуваат кај родителите апсолутно да бидат разбиени, да бидат сигурни дека навистина секој од нас сака пред се да учини добро, бидејќи без здрава младина ние не може да градиме здрава популација во еднина. Колкав е опсегот на деца кои треба да се вакцинира, годишниот опсег на деца и еве доколку имате некаква статистика, претпоставувам дека водите евиденција за секое семејство, колкав е бројот на семејства кои што не ги вакцинираат своите деца и каква е таа варијабла со изминатите години? На ниво на Република Македонија, според статистичките податоци од 2012 година, значи 150.000 деца се вакцинирани. Збориме од 0 до 18 години. Скопје е третина, значи 50.000 деца годишно во Скопје се вакцинираат. Здравствен дом Скопје представува здравствена установа која што ја покрива територијата на град Скопје и околината и е носител во сегментот на превентива, каде што е вакцинацијата. Така да на годишно ниво, значи околу 7700 деца примаат примовакцина. Тоа е онаа примовакцина што се прима во првата година, а 2013 година, значи до некој деневе пресекот ни беше 10 декември, 134.000 единки се вакцинирани. Значи тука спаѓаат примовакцината, ревакцината. Бројката е навистина голема од она што го имаме како податоци. Значи во 2012 година ке 11 деца се пријавени несакани ефекти. Значи секоја една вакцина, кога доаѓа детето на имунизација, ние кажуваме очекувани реакции кои се од некои вакцини. Меѓутоа, ке некои дечиња, тие некогаш реакции се можда поизразени и како такви се пријавуваат на специјални образци до Центарот за јавно здравје, кој тој понатака ги препраќа тие во стручниот тим на Клиниката за детски болести. Значи 2012 биле 11 пријави, 2013 се 20 пријави. Во тек на 2012 59 родители потпишале изјави дека не ги вакцинираат децата, значи тој е период од 0 до 18 години. Оваа година, значи заклучно со 10 декември имаме 85 пријави преку службите, значи на Здравствен дом Скопје на предучилишна и училишна медицина. Анита, сепак не, се извинувам, тоа сепак не е некоја огромна бројка како што би се стекнало впечаток според реакциите, Анита. Видете, јас за статистиките, значи не можам да дадам одговор бидејќи немам такви податоци. Оно што можам да го кажам уште кое што сакав да го дополнам е дека исто така многу родители реагираат за составот на вакцините, затоа што не се доволно запознаени што тие вакцини содржат. И веќе самите почнуваат да пронаоѓаат информации што содржи таа вакцина, па сега каков е тој состав на вакцините кои што се кај нас дека содржат умртвени ембриони или живи, полуживи, полумртви вируси, дека да речеме во странство се користи вакцина во која прочистени вакцини, нека ме коригира лекарката, целуларни вакцини, значи ги револтира квалитетот на вакцините. Зашто веќе прво, кога веќе го носам своето дете на вакцина, сум решила, зашто да не добијам квалитетна вакцина? Второ, зашто јас кога ќе отидам да го вакцинирам детето, значи не добивам еден поддетален преглед во кој што убаво ќе се обрати внимание на состојбата на детето, затоа што еве ќе зборам сега од лично искуство. Имам син 8 годишен и сум го носила, значи на прегледот се состоеше само диши, дали тече носето и дали кашла. Значи и тоа е момент кој што
кај родителите ствара малце и нервоза и револт кога веќе ќе се дознае. Несигурност. Да, и несигурност, затоа што знаете, ќе прочитате, ќе видите има вакви реакции ако биде во таква состојба детето, дека таа состојка може тоа и тоа да предизвика. Сметам дека ако ги имаат повеќето информации родителите полесно достапни и ако најдат на поинаков пристап од страна на педијатарот, значи дека многу полесно може самиот да си одлучи. Да, вакцинирам, знам дека може да настане некоја состојба, впрочем како од секој лек. Впрочем може и ако заболи детето од било која болест, да настане несакана последица. Но тоа не го правиме кога даваме антибиотици или ред други лекови, не проверуваме состојките. Па, Мислам, колкав би бил процентот? Знаете што на најчесто овие... Да, извинете. Значи, најчесто што велат родителите? Детето може да заболе од таа болест од која се вакцинира, но и не мора. Да, значи, тоа е најчесто, ја ви го кажам, она што го читам, што го слушам. Да, што го Значи, може да заболе и не мора. Може да заболе зависно од неговата моментална состојба на имунитетот, во каков му е. Значи, имало ситуации, родителите кажуваат дека има ситуации дека дете да е во средина со деца кои што се болни од некоја заразна болест, воопшто да не се зарази. Друго, реагираат дека со вакцината, значи му се внесуваат на детето несакани состојки кои што го тераат имунитетот вештачки да изреагира на тие состојки, да, на создавателот на таа реакција и таа фактички како да самиот намерно го заразуваш детето и сега си викаш јас му го направив. Значи голема е грижата на совест кај тие родители, ја ги разбирам. Без разлика, ја моето дете до сега е вакцинирано со ред, како што требало. Меѓутоа видите кај мене се јави сомнеш. Што ако кај него беа реакциите потешки? Ние поминавме со температура 40 степени само кога прими дитепер. И сега веќе кога почнав да слушам, да дознам, и сега што ако беа потешки реакциите, значи сме имале среќа да се извлечеме. Значи тоа се тие моменти значи кои што ги плашат родителите. Антибиотик даваш затоа што е болно. Да. Одиш на лекар, му веруваш на лекарот. А вакцинава ти вештачки му го предизвикуваш имунитетот, вештачки го заразуваш. Ете наједноставно кажано. Да, значи сега ако може Да, тука да, во однос поделете. на медицински оддел, Да. значи имунизација постои два типа, како активна и пасивна. Активната имунизација е онаа која што континуирано треба да се спроведува за да постигнеме значи квалитетен епидемиолошки статус. Што значи тоа? Значи ова што го кажува мојата соговорничка. Точно е дека правиме внес на антиген. Дали е тоа дел од причинителот, генетски произведен, не е битно. Значи даваме антиген. Предизвикуваме специфичен имунитет. Она што е најважното во таа активна имунизација е што едноставно организмот прави како мемоимун систем. Значи тој го запамтува причинителот и создава пул на антитела кој што го штити, бидејќи никој од нас не знае каде, кога и во каква ситуација ќе се најде. Значи апсолутно активната имунизација спречува. Ние тоа со години сме го постигнале да имаме значи пат на морталитет и сузбивање на морбидитет. Значи целата работа во целиот свет, целата тенденција е превенцијата, значи да се спречи, не да се лекува. Токму затоа имунизацијата е важна и секако многу значајна, бидејќи националната стратегија за здравје за 21 век е токму тоа, паѓање на морталитетот, намалување на морбидитетот, пред се намалување на смртност на деца до 5 годишна возраст, која што се смета дека е највулнерабилна група, значи за овие заболувања. Сега што вика соговорничката, намерно заразен. Не намерно заразен, значи Намерно изложување на вирусот. Со тие на предизвикувачот. Со создавање на тие специфични антитела, значи ние го штитиме организмот и со тој мемоимун систем, кој што е потребен и такако, бидејќи сите овие заболувања, каде што постојат овие вакцини, и такако се значени и битни, бидејќи токму децата во првите години од животот се најкревки, се најосетливи и овие заболувања ги атакуваат токму нив. Меѓутоа, самата клиничка слика, компликациите и последиците од сите тие заболувања се секако многу посериозни во однос на ова што ние кажуваме, значи за вакцини, каде што во самата апликација, значи точно е, ние кажуваме очекувани реакции, значи организмот реагира. Вие давате антиген и тоа е до некаде за нас педиатрите ние велиме добро и здраво е, значи организмот реагира. Сега како што рековте, никој од нас не знае, сега можеби, значи јас како професионалец ќе кажам пример од секојдневие, да земам јас да каснам некој производ и вие,
нема да реагираме исто. во ред, видите, Значи никој од нас не знае Да. како ќе изреагира. Меѓутоа статистиката што ние го имаме од извештаи и од се, тоа се минорни реакции, значи минорни бројки збориме во однос на она што масовно како популација се користи и се вакцинира. И сепак, значи сите сме ние заштитени поради тој стабилен колективен имунитет, бидејќи сите живееме во колектив, дали е стамбен, дали е во градинка, училиште, работни средини, значи тоа е битно и затоа сме ние на некој начин заштитени од тоа. И само ќе напоменам дека со години наназад она што се употребува како докажан систем си ги даде резултатите. 2002 година Република Македонија со заедно и други држави во околината доби сертификат за Polio Free Country. Значи последниот регистриран случај 1987 година на полиомиелитис. И ние не можеме да ги избегнуваме тие работи и да ги занемаруваме. Значи тоа се фактички состојби кои што ги имаме во државата. 93 година е последниот случај на постпартален тетанус. Значи тоа се статистички работи кои што го чинат квалитетот на животот во средината. Сметаш ли дека се работи за сомнеж, значи поттикнат од разговорите или можеби гласините за неквалитет, значи или е за некоја поголема промена во начинот на размислување кај луѓето? Па Или можеби е комбинација од двете работи со гледа на тоа што сега информациите не се подостапни на интернет? Па и напоменав на почетокот, значи имаме поголема достапност до информациите. Исто го споменав, значи тој квалитет на тие вакцини, дали се прочистени, дали не се прочистени. Исто така, значи до информации до кои што дојдов е и распоредот на вакцините, на календарот. Еве лекарката спомена дека значи веќе некои болести се искоренети. Сега родителите што се прашуваат? Зошто ако се болестите искоренети се продолжува со вакцинација? Ако не постои реална опасност дека детето ќе се заболи од таа болест. Најголема бука се крена кога беше поместувањето на вакцината ММР, мислам дека е таа за морбили, која што беше поместена значи на 6 месеци. Ако грешам, коригирајте ме. Да, затоа што прво основното кое што родителите барем го знаат е дека таа вакцина не може да се даде на дете кое што е алергично од белка. Сега бебињата не смеа да на мајчино млеко се препорачува да се до 6 месеци. Значи немаат пробано белка. И родителот не знае дали е алергично тоа дете. И сега тука веднаш се создава кај родителите и конфликт и нервоза. Зошто сега ме тера да го вакцинирам детево, како јас ќе проверам дека е алергично на белка и што ако се диси некоја несакана реакција од таа белка. ММР е вакцината од која што родителите најмногу се плашат, стрепат? ММР и дитепер. И од дитепер која што кај некои дечиња доаѓало до многу поголеми пострашни реакции од таа температура, барем според она што го опишуваат. Значи не е само температура 40, имаше пред известно време една мајка која што објави дека буквално вика ми се смени, детето беше навистина преплашена. Вика само целото омлитавено, вика само во една точка гледа. Јас не можам не сум стручна јас да кажам дали навистина е тоа од вакцината, меѓутоа видите, пак луѓето си го поврзуваат тоа со тоа и затоа и реагираат. Добро, кое е објаснувањето за ММР? Значи вака сега во однос на прецена вакцините, Министерството за здравство како и државата, значи секако има кредибилитет во однос на набавката на вакцините и секако приоритет во однос на тоа и секако ги почитуваат значи препораките. Сите вакцини кои што се набавуваат во државата се од листата на Светска здравствена организација. Значи ние не одскокнуваме од некои други. Во регионот што е во Европа ги имаме истите вакцини. Значи тоа апсолутно во однос на квалитетот што зборите. Значи вакцините се тие според листата на Светска здравствена организација. Во делот значи на дитеперот. Точно е дека постои, значи нема пречистени и непречистени вакцини. Да, значи во однос на тој дел да се разбие тој момент. Така, да. Дитепер како вакцина, значи има целосна, клеточна, пертусис вакцина, што имаме ние, и таа ацелуларна, која што е фрагментирана. Значи, разликата во тој дел е што ке ацелуларната вакцина помалку се и понеочекувани овие реакции после вакцината, кои што ги споменуваме, нели? Не, значи не секако нуспојави, има очекувани и несакани. Меѓутоа и очекуваните се сведени на минимум.
Апсолутно, значи, во стратегијата што е за Националниот план за имунизација 2012-2015, стратегија на државата да се воведат редовно во календарот овие ацелуларни, значи како дитепер. Сега во овој период и во изминатите неколку години државата ги набавува и се аплицираат на клиника за детски болести за деца родени со ризик фактор. Во однос, значи, на дитеперот. Во однос на МПР-от, значи не ММР, туку МПР, само 2010 година, кога имавме епидемија на морбили, значи тогаш беше поместена во краток временски период, значи тоа е препорака на Светска здравствена организација, кога има период на епидемија, бидејќи тие се највеќе изложени на можност за инфекција. Значи само неколку месеци беше тоа, додека беше периодот на, да кажам, на епидемијата, тогаш одредена група деца, значи со полни 9 месеци се вакцинираа пократко од предвидениот, значи што е редовен календар. Во моментот кога се кажа дека епидемијата е завршена, значи се продолжи редовниот календар за имунизација. МПР ке нас се дава, значи со полни 12 месеци во 13-тиот, според правилникот, значи кој што е усвоен, се дава во период од 13 до 15 месеци, ревакцинација во прво одделение. Добро, пред крај сме на овој дел од емисијата, само накратко, која е опасноста по здравјето на децата доколку не бидат вакцинирани за време на нивното детство, но и која ќе биде опасноста понатаму во животот доколку еве пропуштат некоја од вакцините? Значи, апсолутно оној што го разговаравме до сега, сите овие вакцини се, значи, да спречат заболување, бидејќи никогаш не знаеме каде и кога и во каква средина ќе се најдеме. Значи, вие од тетанус, еве како што кажа соговорничката, значи болестите се искоренети, да, меѓутоа треба да се држи стабилно тоа ниво, токму заради овие работи. Значи, детето може на лулашки да игра, да се исече од метал, да се инфицира, ако е невакцинирано, значи ќе развие тетанус. Значи, тоа се состојби кои што едноставно во периодот кога се највулнерабилни ги заштитуваат од овие тешки заболувања кои што може да имаат компликации и тешки секвели по животот на детето. Од друга страна, значи, еве за МПР-от, за паротитот кој што е дел во таа вакцина, значи ако не биде вакцинирано, многу е поголема опасноста да заболи во поодминатите години, збориме како тинеџер, како адолесцент, тогаш клиничките слики се многу побурни, компликациите се тешки со тешки секвели. Значи, апсолутно целата ова активност што е во здравството, значи, вакцинацијата е на врвот на превентивата, значи подобро да се спречи отколку да се лекува и токму заради тоа, значи целата активност е сведена на тоа да се заштити од заболувањето. Да, Анита, јас на почетокот само нешто, зашто видите за тетанусот тебе конкретно, ако падне детето се исече. Меѓутоа и кога е повозрасно детето, нели се и возрастен човек, нели се дава повторна вакцина од тетанус, ако сме ние заштитени до животно од тетанус? Не, значи не се дава вакцина, туку се дава серум. Серум се дава за да се на некој, значи антителата си постојат и го штитат, меѓутоа серумот се дава бидејќи ако се поминати повеќе од 10 години од имунизацијата, се дава серум за едноставно да го потсети тој мемоимун систем за да го заштити организмот. А ако е невакцинирано, вие не можете да го заштитите од тетанус само со серум. Само со серум. Да. Исто и тоа ме се извинам сега вака што Бидејќи наставив јас со прашања. Да, серумот е краткорочен имунитет. Од 2 до 3 недели антителата се распаѓаат и се изфрлаат од организмот. А антителата создадени од вакцината, тие остануваат. Да, и тие се мемоимун систем. Уште една дилема имам јас исто како родител, значи се служи во блиска околина да има дечиња сипаници и син ми беше вакциниран и се појави некој сипување. Подоцна се покажа дека нема врска со сипаници. Една лекарка прашав, велам, можно ли е да ги добие ти, можно е тој ли да ги фати сипаниците кога е веќе вакциниран? Да, но може да има послаба реакција. Точно. Зошто тогаш ги вакцинираме ако знаеме дека па може да се зарази? Не, значи инциденцата на тоа е 1 на 100.000. Како што и рековте, значи во моментот ако има некое посериозно заболување, некоја ангина потешка или некоја вироза со 40 температура, тогаш имуниот систем е како разнишан. Па ако бил во состојба на инкубација, значи со некое друго дете, тогаш тоа не е болест, туку тоа се само симптоми од болеста кои што во многу поблага форма поминуваат, меѓутоа тоа навистина во праксата е многу ретко. Добро, им благодариме на гостите за присуството во емисијата. Се надеваме и пред публиката дека отворивме интересни прашања. Продолжуваме утре со вториот дел. Гледате Зебра.